Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with How the fuck you gonna start with me? Преку графити, музика, спорт и танц, Скопје покажа дека има квалитетна стрит култура. Скопје Стрит фестивал траеше 2 дена, имаше 6 стејџа за различни работилници и преку 30 музички и стрит артисти. Првиот ден од 17 до 20 часот беа резервирани за спортскиот дел и работилниците, додека пак од 20 часот започна и музичкиот дел. Идејата за Скопје Стрит фестивал. Скопје Стрит фестивал по третиот пат му се случува на градот Скопје. Идејата и целта е младите да ги разбудиме, да ги извадиме од виртуелниот свет, да ги донесеме во градски парк. И сите оние кои што, бидејќи е фестивал од младите за младите, сите оние кои што сметаат дека се некако улично мотивирани, дали да го покажат тоа во аспект на работилница или можеби да учествуваат во делот над преварите, хип-хоп над преварите, графити бетелот или можеби делот стритбол екипите, ги очекуваме во градски парк. Искрено задоволни сме премногу затоа што првата година доколку бевме домаќини на 1000 граѓани, оваа година као на третото издание очекуваме повеќе од 10.000 граѓани присутни. Одзивот е прекрасен, младите го очекуваат Скопје Стрит фестивал, сепак е единствениот отворен урбан настан без карти. Знаеме дека музиката е основа на се, но сепак сите работилници кои што се случуваат го надополнуваат и го прават посебен. Сдруженијето на граѓани Подиум Скопје за организирање на настани стои позади овој фестивал. Тоа е тим на исклучително ентузијастични млади луѓе кои што чија пасија им е организацијата на настани. Недостасувајќи му на Скопје настани од ваков отворен тип каде што ќе може да се зборува за урбаното и убавото живење, го споивме да буквално досегна до размери да се чуе и во регионот за Скопје Стрит фестивал, па на ова трето издание имаме гости од Албанија, од Косово и од Србија. Се надеваме дека првично ќе успееме да го задржиме како отворен, дека нема да се случуваат обструкции за овој фестивал да биде во градски парк, бидејќи сепак градски парк е за сите и е наша добра позната локација е тука во центарот на градот. Се надеваме дека поддршката од компаниите ќе расте се повеќе за да може и самиот фестивал да се надградува се повеќе. Тоа навистина би не радувало. Колку е тешко да се организира ваков настан или лесно? Кога се сака се може, нели така се вика. Тешко е затоа што сметаме дека можеме да дадеме се повеќе и повеќе, меѓутоа и не е толку тешко бидејќи ентузијазмот е поголем од се. На 5 јуни ги гледаме нашиот инди поп бенд Джун, Димитри Фрамчајр во моментов кој што настапува, Гоца Сафи на крај директно од Белград Бед Копи. На 6 јуни тука се Ана Мало и Ермилова, диџеј Јаман и директно од Лондон великанот на драм енд бейс и продуцент LTG Букјам заедно со Стамина MC без карти на отворено во Скопје директно од Лондон. Кои работилници до сега ги има на Скопје Стрит фестивал од првиот до последниот? Имавме доста различни работилници, имавме работилници кои што зборуваат за мултикултурата како еден многу важен сегмент од нашето општество. Имавме брейкденс и хип-хоп работилници, тие ќе се случуваат и на 6 јуни. Оваа година една поинтересна работилница е дојди на Кастам Патика заедно со Sneaker City, каде што сите млади имаа можност своите нови, стари односно, патики кои што не сакаат да ги фрлат, ги донесоа и ги направија нови и урбани. Се надеваме дека бројот на работилниците ќе се зголемува, бидејќи самиот иглошатор е поставен за било кој и како е мотивиран да дојде и да организира работилница. Први беа македонскиот инди-рок состав Джун, потоа следеа Димитри Фрамчајр и Гоце Сав со диџеј сетови, за на крај да настапат српските рапери Бед Копи. Вториот ден на фестивалот одеше по истиот распоред. Се одржаа финалињата во контест делот и провршуваа работилниците. На музичката сцена диџеј сетови има Ана Мало, Еми Ермилова и Јаман. Звезда на вечерта беше светски познатиот драм енд бейсер LTG Букјам заедно со Стамина MC. Блабла ТВ направи интервјуа со неколкумина од артистите, но поради одредени хакерски заебанци, интервјуто со Бед Копи не сме во можност да го објавиме.
Идејата за името на бендот датира од многу далечни времиња. Се зезам. Идејата за името на бендот е пошто Бојана, нашиот лид вокал, акустична гитара, е женска реинкарнација на Џони Кеш и по името на неговата жена Џун Картер Кеш го крстивме бендот Џун. Сегашни изданија, албуми? До сега имаме 2 изданија. Првото издание е 2012 година Someday Soon и второто издание е Indian Summer 2014 година декември под Password продукција. Настапи сегашни? Имаме настапи пред Новелвак 2010 година на Таксират, 2011 година на Demo Stage на Exit фестивалот, 2012 на Здраво млади и Pin Music Conference и летово свириме тука на Street Music Festival, свириме на The Festival во Дојран, свириме на Зигет во Будимпешта. Моментално спремаме многу нови песни, имаме песни за трет албум и ќе правиме едно EP кое што ќе биде у акустична варијанта. Се надеваме дека ќе снимаме во штала некоја во селска идила и ќе испадне така малце по кантри акустично. Како би ја дефинирале музиката на Џун? Па немаме некоја резка дефиниција за правецот на Џун. Све што подразбира поп, инди, американа, акустик, кантри, значи во тие граници се движиме. Желби некои амбиции каде што Џун цели? Џун цели кон 2 главни работи. Малце нескромно, ама ќе си ги кажам. Гластонбери и KXP радио во Сиетл. Музички влијанија? Музички влијанија Бен Хауард, Џони Кеш, Mumford & Sons, Black Keys, Cold War Kids и многу други. Ало sad sve radi, ne? Jedna bucna, pola druge bucne, onda druge druga polovina bucne, treća bucna. Šta? Slušaj, malo smo se dali! Jedna bucna, pola druge bucne, onda druge šaj. Druga polovina bucne, treća bucna, onda budem haj. Jedna bucna, pola druge bucne, onda budem šaj. Druga polovina bucne, treća bucna, onda budem haj. Evo čalo najdeni ponovo na kraci, nikam za vrhova domaći ne zabaci. Tata ja se kupu, zostavljam u taci, na zimu da se vezi, vidi koje da nasmi. Da bude veličetno, zolo je utru, treba da nastupa, a ne vam zauzeli. Činje me kuku da napravim kruve, ima kungija za kruvo da ispuši ruku. Zapisujmy filmy, i
neki to nasije kao žena. Vuku njeno, poznamo ja se teško žena. Evo ako sam ovdje tu sam policiju. Za vikend čvareta, brate, koji je ovako bili. Za brata Buki Sipije, jer mi Buku isto. To su ljudi, brate, koji čuvaju taj pravi hip-hop ovdje. Jednu Buku za DJ Goceta. Zdravo, zovem se Nikola Planka. Pozvan sam na ovako veliki događaj kao što je Skoplje Street Festival. Drago mi je što učestvujem u ovom projektu, drago mi je što vidim toliko ljudi zajedno. Makedonija, Albanija, Srbija, Kosovo, sve je super, nadam se će biti što više ovakvih događaja, nadam se ću biti tu. Pozdrav, peace, ljubav. Ćao, ja sam Boris, dolazim iz Beograda i prvi put sam u Skoplju. Sviđa mi se ovaj festival koji se organizuje po 3. put i jako je dobra organizacija. Drago mi je što je veliki broj ljudi podržao to i sa Kosova, iz Albanije, iz Makedonije, iz različitih klubova i nadam se da će sledeće godine biti još više ljudi ovde. Nadam se da ću biti jedan, ako ne sudija, doći ću kao učesnik da podržim celu ovu manifestaciju za koju mislim da je stvarno sjajna. Zdravo svima, ja sam Milena Maneva-Žmikac. Ovde sam ove godine bila kao sudija za Hip Hop Battle, prošle godine bila pobednik. Drago mi što ove godine bila sudija i što sam videla toliko ljudi koji su ovo podržali i sa Kosova i iz Makedonije i Srbije. Tako da dođite sledeće godine, bit će još mnogo bolje i još mnogo veće i dođite da širimo hip-hop kulturu, da širimo ples i da budemo pozitivni. Peace! Skopje, I need to hear your voices right now. Everybody, say something, please. Say something. Oh, yeah.
This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight.